Благодарам, почитувам подпредседател на владата на Република Македонија, господин Кочо Анđушев, почитувам господја Луиза Витон, постојан координатор на Обединетите нации во Република Македонија, почитуван градоначалник на Скопје Петри Шилегов, представници на државните институции, на владата, на останатите организации, почитувани делегати, дами и господа, ми представува исто така големо задоволство што во следните 2 дена Македонија ќе биде домаќин на оваа регионална работилница за можностите за соработка со Зелениот климатски фонд. Ја користам оваа прилика во име на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија да изразам исто така голема благодарност до Организацијата за храна и земјоделство ФАО и до Програмата за животна средина на Обединетите нации, која прифатија нашата покана да ја одржат оваа регионална работилница овде. Ова е добра можност да се направат и обноват контактите и да се дискутира за проблемите од заеднички интерес со делегатите на земјите од Балканскиот регион, со нашите меѓународни представници и Зелениот климатски фонд. Земјоделството како сектор има огромна важност за нашата Македонија, ако се има во предвид дека учествува со 16% во бруто домашниот производ и обезбедува работа за 36% од населението. Со оглед на фактот дека околу 42% од населението во нашата земја живее во руралните области, каде можностите за активности надвор од земјоделието се сосема ограничени, земјоделството е навистина од круцијална важност за речиси половина од нашата популација. Но сепак овој сектор е многу чувствителен од аспект и на климатските промени и услови и проектираните климатски промени, вклучувајќи ги зголемените температури, намалената количина на врнежи и зголемувањето на бројот на екстремни временски непогоди кои претставуваат сериозен ризик за земјоделското производство. Се очекува климатските промени да ги намалат приносите на повеќето земјоделски култури. Сепак не смее да се занемари фактот дека земјоделството е истовремено и извор на емисии на стакленични гасови од сточарството, на кој начин придонесува кон самите промени. Нашите идни политики треба да се базираат и на напорите за намалување на влијанието на земјоделството врз климатските промени, додека пак мерките за адаптација може да ја зголемат отпорноста на системите за храна и да го зајакнат обезбедувањето на храна. Зелениот климатски фонд со 6,9 милијарди американски долари, достапни за облажување и адаптација кон климатските промени, нуди огромни можности за справување со овој сериозен предизвик. А една од главните можности е инвестирање во отпорно на климатски промени земјоделство. Фондот особено посветува внимание на вклучување на локалните заедници и приватниот агросектор во развојот на одржливото земјоделство. За приватниот агросектор постои голем потенцијал за инвестиции во оваа област, односно проекти кои што вклучуваат диверзификација на културите и семенските сорти, пошумување и борба против уништувањето на шумите, како и ефикасно управување со водата за наводнување. Во изминатите години ФАО дава огромна поддршка на Република Македонија во намалувањето на ризиците од катастрофи, развој на политиките за климатските промени, агрометеорологијата, советодавните услуги за климатските промени и образование за средните земјоделски училишта. Во таа насока очекуваме поддршка од ФАО за искористување на можноста за користење на средствата од овој зелен климатски фонд. И се надеваме дека ова партнерство ќе ни овозможи да се движиме напред за ефикасно да го користиме климатското финансирање и навистина да го трансформираме и прилагодиме на нашиот земјоделски сектор. Почитувани, Зелениот климатски фонд е новитет за нашата држава, но во искористувањето на можностите што ги нуди, ќе ги земе во предвид позитивните искуства на земјите кои што веќе ги користат поволностите од фондот. Дозволете ми уште еднаш да ви посакам добре дојде и продуктивна дводневна работилница од која што очекуваме да произлезат позитивни насоки за користење на овој финансиски инструмент со справувањето на климатските промени. Почитувани, и од моје лично име сакам да се заблагодарам и на целиот тим кој што работеше внатре во Министерството овие неколку месеци, пред се на кабинетот на Лидија Чадиковска, на поддршката која што доаѓа од ФАО, но и на напорите и поддршката која што произлезе пред се од подпредседателот на владата, кој што е носител на фондот, како одговорна лице во државата, кое што сметам дека со влијанието кое што го има и со насоките кои што се и на владата,
и со целокупната поддршка на сите вклучени, на вистина овие можности кои што се отвараат на Македонија сериозно, соодветно, посветено со вклучување на сите, ќе ги искористиме и финансиските инструменти кои што ни стојат на располагање, навистина ќе бидат придобивка плюс во реализацијата токму на владините политики во овие сектори, во правецот токму и на она што се цели зацртани и на самиот фонд. Сметам дека ова е уште една перспектива која што се отвори за нашата Македонија и сметам дека со целокупен ангажман на сите и со поддршката од владата ќе ги искористиме максимално овие можности. Благодарам и уште еднаш успешна работелница во следните 2 дена во Македонија. Благодарам.